Почитувани, поминаа речиси 3 години од последните локални избори. Градоначалникот Гоце Трајановски со неговите скопски колеги од ВМРО-ДПМН ја побараа довербата на граѓаните со слоганот "Заедно можеме повеќе". И да, точно е, на сите им стана јасно дека заедно само профитираа за себе и фамилијата и со години го уништуваат нашиот главен град. Заштитен знак на центарот на Скопје стана безидејноста, барокот, корупцијата, лажните ветувања и само бендисаноста на функционерите на ДПМН. Во Скопје, со кој раководи ВМРО-ДПМН, не се изгради ниту еден капитален објект кој треба да одбележи иднината на генерациите што доаѓаат. Главниот град е заглавен во минатото, парите на граѓаните единствено се трошат на споменици, нефункционални плажи, апсурдни бродови, на дебели хонорари за анонимни уметници и на криминални урбанистички планови. Овој залудно потрошен мандат на Гоце Трајановски и останатите скопски градоначалници на ДПМН ќе остане запаметен по реализацијата на најкриминалниот владин урбанистички проект Скопје 2014, на кој само досега се потроши околу 500 милиони евра. Затоа, денешната пресконференција држиме тука, пред триумфалната порта, која стана символ на мизеријата на македонските граѓани. Заради мегаломанските проекти на премиерот и неговите градоначалници послушници, граѓаните се гушат во рекордна сиромаштија и невработеност. Такви се состојбите во секоја скопска општина каде градоначалник е човек на Никола Груевски. Во центар нема доволно паркинг места, бидејќи катните гаражи преку ноќ станаа трговски центри од кои профитираат функционерите на ВМРО-ДПМН. Кисела вода наликува на див запад. Луѓе не можат повеќе пешки да одат, на училиштата им паѓаат покривите, а во Припор нема канализација. Во Ѓорче Петров ставија милиони евра скап споменик, а нема пари за водовод и за детски градинки. Во Аеродром се продаваат парцели по нарачка на фамилијата, додека во Ново Лисиче за луѓето нема ниту за канализација. Во Бутел нема вода за пиење, во Сопиште цвета непотизмот и корупцијата. Во Газибава не се прави буквално ништо. Ние од СДСМ стоиме на страната на граѓаните. Како одговорна опозиција се спротивставуваме и нудиме алтернатива за погрешните политики на градоначалниците на ВМРО-ДПМН. Приоритет на идните градоначалници на СДСМ во скопските општини ќе биде токму решавањето на овие горливи проблеми. Водоводи, канализација, детски градинки, улици, училишта. Влегуваме последната година од нивниот мандат. Не е случајно денешната пресконференција е свикана во 5 до 12. Граѓаните знаат дека е 5 до 12 и крајно време е за спас на општините од неодговорните политики и функционери на ВМРО-ДПМН. Затоа, заеднички со граѓаните, напорно работиме да ја победиме мизеријата, сиромаштијата и безидејноста на функционерите на ВМРО-ДПМН. Заеднички работиме да го победиме ВМРО-ДПМН. Благодарам. Поведете